место и закажаното време се тука и почеток на ново издание на Што мисли народот. Добар ви ден, добре дојдовте во емисијата на телевизија Стар, во која, како и обично, се обидуваме да отвориме теми кои што уште како се важни за вас. Еден од двајцата наши денешни гости има гостувано овде, а темата секако уште како е интересна и тогаш сме разговарале на темата заштита на правата на пациентите, кршењето на правата на пациентите и од друга страна заштита на правата. Станува збор за невладината организација КХАМ, која што ја следи оваа проблематика за регионот на Виница, на Берово, на Црник, на Делчево и се разбира тоа го прави со успех затоа што голем дел од граѓаните се обраќаат кај нив, посебно кога им се прекршени правата од правото да имаат да добијат здравствена заштита. На почеток да кажам само дека оваа дебата и емисија овозможена преку програмата за поддршка на граѓанското општество во Македонија на Civica Mobilitas, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, спроведувана од Македонскиот центар за меѓународна соработка, потоа од НИРАС од Данска во соработка со Шведскиот институт за јавна администрација, а имплементиран од невладината организација КХАМ од Делчево. Реков, еден од нашите денешни гости веќе беше овде. Му посакувам добар ден на Зоран Биковски од невладината КХАМ и истовремено на господинот Сребран Стоичов, кој што е судија во пензија и поранеше раководител на Фондот за здравство. Добар ден, добре дојдовте во нашето студио и во емисијава. Добро најдовме и поздрав до вашите гледачи. Добар ден, Зоран. Еве, сосема очигледно КХАМ добива еден нов сегмент со соработката со судијата Стоичов, иако е судија во пензија, искуството сигурно многу значи. Добар ден, Тони, добар ден на гледачите на телевизија Стар. Ние ги покануваме сите интелектуалци кои што можат да помогнат на самата организација КХАМ, да и помогнат на заедницата да го подобри пристапот до здравствените услуги и остварувањето на правото на здравје, така да господинот Сребран е само еден граѓанин кој што ни помага. Ние имаме и други пензионирани лица, како доктор Виолета, кој што исто така ни помага. Меѓутоа ги покануваме сите интелектуалци кои што може да допринесат да се подобри пристапот до здравствените услуги, да дојдат во невладината организација КХАМ од Делчево. Така, имаме елаборирано овде што работи КХАМ, само едно подсетување во овој период од последното гостување до сега. Каде одат активностите, се реализирали се според планот, се намалува ли бројот на прекршување на правата на пациентите да добијат здравствена заштита? За жал можеме да кажеме дека всушност се усложнува пристапот до остварување на правото на здравје. Токму заради тоа и се одлучивме да се организира една таква емисија се со цел да се поводи свест така и одговорните лица и односно институциите кои се одговорни да обезбедат подобар пристап до правото на здравје. Знаеме дека правото на здравје е многу важна тема, категорија, дека дури и во една Америка здравственото осигурување беше клучно за одлучување кој ќе ја води државата, односно Америка напред или ќе управува со целиот свет. Токму заради тоа, кај нас во Република Македонија, правото на здравје се остварува по принципот на солидарност. Значи, сите даваме колку имаме, а користиме сите како што можеме. Односно, сите имаме право на еднаков пристап на здравјето, без обзир колку заработуваме. Овој пристап или овој принцип е важен за остварување на правото на здравје и ние како социјална држава треба да ја обезбедиме на секој граѓанин да го оствари правото на здравје. За жал секогаш не е така, има прекршувања за нив и за некои случаи како и каде може да се бара правдата и да се бара ако се обесправени луѓето, ќе говори господинот Стоичов, но во време имаме и прво јавување да го вклучиме пред гледаш. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Голем поздрав до емисијата. Благодарам, повелете. Поздрав до Зоран Биковски. На телефон Гордана од Берово. Едно прашање до гостите. Значи, јас сум болна од астма, без никакви приходи, со ХТА висок притисок, ангина пекторис. Имам внесено неколку пати барање за инвалидска пензија, ме одбиваат. Имам внесувано во нашето социјално за еднократна помош, знам дека не следува, имам значи лекови што треба да ги примам секојдневно. Еднократна помош не ме следува, ми велат дека имаме голема куќа.
И како можам до гостите јас да се обратам, да ни помогнат, дали за инвалидска, мажот ми зима 4000 технолошки вишок и тоа е со 2 стена и значи во Берово се познаваме и ми велат дека не ме следува ни еднократна помош. Така, добро, благодарам на јавувањето, еве конкретен пример. Мислам дека овде, господин Стоичев, можете вие, каде може да се обрати, каква е постапката за инвалидска пензија? Значи, господјата рече дека заради тоа што имала куќа не може да добие ниту еднократна помош, ниту пак инвалидска пензија. Таа рече дека боледува од астма. Така. И сега зависи колку е тежината, актуелноста на болеста. Тоа треба да медицинска документација со барање да поднесе до Центарот за социјална работа. Инаку еднократна парична помош е предвидено во вакви ризични социјални случаи, кога лицето е болно од одредена болест и кога почесто изложена на трошоци, кои според незините приходи не може да ги поднесе, да ги покрие. Барањето треба да се поднесе до Центарот, зависно од тоа каква одлука ќе донесе Центарот, таа ќе може да поднесе жалба до Министерството за здравство. Така, доколку значи, донесе негативна одлука. Да. Зоран, колку се чести ваквите ситуации од Берово, си имали обраќано господјата кај вас во Миладината КАМ? За жал кај нас се нема обратено и токму заради тоа со овие емисии Берово покриваме по некои други само подрачја, односно области и токму заради тоа на господја Гордана ќе сакам да го укажам следно. Значи, согласно незините приходи, максимално што господја Гордана и незиното семејство треба да платат за партиципација во текот на годината е 4600 денари. Доколку имаат досега платено 2000 денари, треба со фискалните сметки да отидат во фондот за здравствено осигурување, каде што ќе издадат потврда и со која ќе може максимум да плати уште 2000 и колку фала денари до 4600 денари. Второ, еднократна помош се добива секое лице без оглед на неговото стамбено прашање, во зависност од тоа дали се наоѓа во социјален и здравствен ризик. Значи не зависи дали има голема куќа или не. Апсолутно, не може да се живее од куќата, не може од куќата да се лекува, да јаде или било што. Вака како што кажа сопругот технолошки вишок, таа нема приходи, значи ги исполнува вака погледнато. Апсолутно имаме и други поплаки од Берово во врска со издавањето на еднократна помош. Пред некој ден дојдоа луѓе од село Црни кои што припаѓаат на општина Пехчиво, меѓутоа се водат под Центар за социјални грижи Берово, каде што донесоа решенија за еднократна помош од 2000 и 3000 денари кои не се исплатени од период 2014 година јуни. Еднократна помош се дава еднократно, интервентно, да и се помогне на лицето да ја подобри незината здравствена или социјална положба. Мислам дека самото Министерство за труд, бидејќи веќе ги контактиравме одговорните служби, треба да си преземе одговорност да им ги исплати сметките. Истовремено ја упатуваме господја Гордана да ги приложи сите своји сметки, трошоци за лекување доколку патува надвор кон Скопје, Штип или каде и да е, се со цел да и се ублажи незината состојба. Така. И добро е што се водат гледачи кои што ќе постават конкретни прашања, ќе ги очекуваме и понатаму. Меѓутоа, бидејќи основната работа која што работите следење на имплементацијата на законот за права на пациенти и нивното прекршување, колку досега успевате да влијаете и има ли аномалии во самиот закон? Значи едно да се прекршува, друго е да забележите дека нешто не е функционално со самиот закон, не одговара на реалната состојба. Законот е прекрасно донесен. Така. Ние како Република Македонија, ние сме, како да кажеме, униформирани да ги прифаќаме сите конвенции, определби, упатства што ни доаѓаат согласно нашите заложби за зачленување во ЕУ и НАТО.
Токму заради тоа пред неколку години е прифатен и Законот за права на пациенти, кој што кажува дека услугите што ги добиваат граѓаните треба да бидат навремени, да имаат пристап, односно да бидат достапни, да бидат информирани за своите права, да добијат квалитетна услуга. Меѓутоа, во реалност, од тоа многу малку се спроведува. Причините е лошата имплементација, како што кажа и господинот судија, и од друга страна отсуството на социјалниот момент, односно на социјалната држава да одговори на самите потреби на граѓаните. Можеме дури и поконкретно да поразговараме случај по случај за да ги образложиме истите. Сакав токму да ве прашам што е најкарактеристично од она што се појавува како прекршување на правата на пациентите, за да може и нашиот гостин Стоичев да одговори како треба да реагираат самите пациенти, каде да ја бараат правдата и како. Така, значи ако вениме дека треба граѓаните да добиваат услугата здравствена навремено како дел од права на пациенти, луѓето чекаат и по 2 месеци и по 3 месеци за да добијат свој термин. Всушност не се работи за мој термин, затоа што самото Министерство за здравство и докторите одлучуваат кога ќе ве примат, всушност тоа е негов термин или докторов термин, а вие одите во тоа време и да го искористите самиот термин. Дополнително, ние токму заради тоа имаме сега и судски случај за кој ќе поведеме постапка. Имаме една господја што чека 2,5 години да и се стави имплант на рамо. Каде е тука навременоста, каде е тука квалитетот на услуга, каде е тука гарантираноста на професионалниот пристап и хуманиот пристап на здравствените работници. Повторно, јас не ги обвинувам здравствените работници, ниту хам ги обвинува здравствените работници. Очигледно е дека истите немаат доволно средства, услови за да им го обезбедат истото. Велиме расположливост и навременост. За навременост ако зборувавме, сега видиме на расположливост. Со кои средства и со кои стручњаци располага здравствените домови во Делчево, Берово, Пехчево. Најблискиот ортопед е на најмалку на 56 км, најблиско секундарно здравство имаме на 80 до 100 км, а за терцијално здравство мора да се патува 170 км. Како може еден корисник на социјална помош, еден заболен од астма, едно семејство кои што се корисници на технолошки вишок, да го остварат правото на здравје, ако имаат приход од 2600 или 3000 или 4000 денари, кога истите пари само треба да ги дадат за да одат да патуваат, а не да се лекуваат. Да вклучиме нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Слушам тука за законот за здравството нешто. На пациентите, да. Добро. Јас сум срчев болесник. Како рековте? Јас сум срцев болесник. Срцев болесник, добро? Да, имам срцев удар и застена. Добро, сметам. Од срцев удар добив и шекер. Тероидна жлезда. Исто. Слушно сега, скоро следуваваме да одам некој лекување таму во Охрид, ништо немам обавестување и тоа е едно прашање. Што ме следува, например, мене сега како ја срце болесник? Дали можам да добивам некои парични средства или пензија, било што? Сакам да ми одговорат на што се гостите у студио. Добро, благодарам на јавувањето. Специфично е че има одредени ситуации кога имаат право според законот на одредени привилегии или услуги. Колку го обработува ова вашата организација? Значи, овде беше конкретно не го знаевме, апсолутно, меѓутоа не го знаеме неговиот социјален статус, затоа што сепак кај нас законот за здравствено осигурување ги дефинира осигурениците согласно нивните приходи. Така. Значи, ако се работи во работен однос или било што, тогаш повеќе сигурно судијата би кажал дека може да добие одреден инвалидитет или може да биде корисник без обзир за неговата способност за корисник за туѓа нега, ако не може самиот да се грижи за себе или некоја друга поддршка во склоп на законот за работни односи и законот за здравствено осигурување. Пак ќе кажам, зависи од неговите приходи во семејството. Така, мислам дека можеме само пред првиот блок на реклами, господине Стоичев, колку според вас се граѓаните, овде граѓаниот
се прашува дали нешто му следува. Колку граѓаните се запознати со тоа што го нуди законот, бидејќи често пати се добива впечаток дека не се запознати со сите можности кои што ги имаат во одредени ситуации. Така, тоа влијае и на остварувањето на нивните права. Непознавањето на своите права влијае на нивното остварување. Во конкретниот случај зависи од тежината на болеста. Тој рече дека има удар, а има заболување на тироидната жлезда. Да. Во секој случај, сето тоа треба да се со документација медицинска презентира. Како го разбрав, не добил инвалидска пензија, така? Така, не прашуваше дали има шанси да добие во таква ситуација. Која е таа постапка што треба да ја покаже? Постапката мора да поднесе барање, а и по сила на законот, ако некој се лекува од подолго време, од 12 месеци, матичниот лекар е должен да го упати на инвалидска комисија да се потврди дали ја има загубено или намалено работната способност и да се утврди дали не ги исполнува условите за остварување на инвалидска пензија. Значи за ова треба да се обрати кај матичниот лекар и да побара да го упати подолго од 12 месеци. Така, со документација медицинска, да оди на инвалидска комисија, првостепена, па има и второстепена доколку не е задоволен од одлуката на првостепената и така. Така. Режи, одиме со првиот блок на реклами и се враќаме со вториот дел од нашата емисија. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Најголемиот и најдобро снабдениот хоум центар во Истокот, ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Хоум центар. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијабан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 838 068. Паневски. Пакет маркет, најефтино во целиот град, училишен прибор 15% намаление, мусли 110 грама, 33 денари, влага маслика 1 килограм, 149 денари, врат пекабеско 1 килограм, 299 денари, новосадски колбас 1 килограм, 195 денари, сјај фери 500 милилитри, 49 денари, малиција антипреспирант 130 денари, туалет Виолета 8.1, 59 денари. Пакет маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Најбрзи, најточни, најсигурни и најниски цени за сите континентални и интерконтинентални летови. До Америка, Австралија, Канада, Африка или било каде во Европа. Летајте во организација на Медитеран. Каде и да сте во светот, најблиску до дома ќе видите со Медитеран. Медитеран, членка на асоциацијата АЈАТА, најдобриот гарант за сите летови.
Пакет маркет во Ново Рво. Посетете ги маркетите кај Джексон, Алумина или во 8 ноември и улицата Иво Лола Рибар и уверете се дека навистина сме најевтини во целиот град. Пакет маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго, генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс, едноставно природно. Во маркетите на Зендолино, млеко Пекабела со 2,8% масленост, 35 денари. Крем стапчиња Ласта, 60 денари. Шунка специјална екстра мейн, 175 денари. Кравио сирење Идеал шипка, 235 денари. Кравје кашкавал, 292 денари. Тафт лак и пена, 159 денари. Течен детергент Нила, 109 денари. Купка Фелче Азура со 250 мл гратис, 119 денари. Тоалет Зева 8+2 за само 155 денари. Секогаш ваш Зендолино. Се враќаме назад во студио, продолжуваме со емисијата која што реализираме заедно со представникот на невладината организација ХАМ Зоран Биковски и судијата во пензија Сребран Стоичов. Говориме за прекршувањата на правата на пациентите и како тие да ги бараат, бидејќи ХАМ се занимава токму со тоа. Во Република Македонија често пати има незадоволни пациенти, понекогаш оправдано, понекогаш неоправдано. Меѓутоа многу специфични се случаите и добиваат многу одек во јавноста кога треба да се бара лекување во странство. Дали тоа потпаѓа под активности на вашата организација, посебно што таквите случаи навистина се тешки, мачни и како во некои лавиринци, оние на кои што им е потребно, времето минува, не може да се донесе одлука дали од бирократија, дали од што, за да се упатат на лекување во странство. И во кои случаи, како предвидува законот, дека некој може да се испрети на лекување во странство? Така е, Тони, половина од одговорот се наоѓа во самото прашање. Значи, законодавецот има предвидено во случај кога се искористени сите можности за лекување во Република Македонија, согласно правата на пациенти, достапност, расположливост, професионалност и квалитет, да се оствари лекување во странство, при што беше великодушно, јас би рекол, Министерството за здравство и владата на Република Македонија дека тоа ќе го направат за само 200 евра. Меѓутоа, ние се обидовме неколку пати кај случаеви кои имаат тешки заболувања и за кои е потврдено дека согласно услугите кои што може да ги добијат во Република Македонија и изборот на методот, затоа што и тоа спаѓа во правата на пациенти, да изберете по кој метод ќе ви биде пружена здравствената услуга, да имаат побарано, при што се одбивани право од Фондот за здравство до второстепена комисија, до посебната комисија која одлучува, меѓутоа Управниот суд согласно Законот за права на пациенти има донесено одлука за да се лекува во странство. Она што е најтрагично е тоа што иако се чека 1 година за да донесе решение Управен суд, повторно Фондот за здравство не го испочитува одлуката и се вртиме во еден круг, магичен круг во кој здравието на граѓаните трпат и сигурно би било добро да се истражи всушност колку лица реално ја искористиле можноста. Да се подсетиме и на случајот од Веле со девојчето, она што највеќе боли е што во Република Македонија луѓето што носат одлуки, што се во тие комисии, што се во тие институции треба да носат одговорност. Затоа што одговараат за здравието на граѓаните, затоа што здравието на граѓаните нема цена. И да има и минимална шанса, треба да и се пружи шансата за да може граѓанинот да продолжи нормално да живее и да се развива во едно нормално општество. Ќе го видиме и ќе го слушнеме односно мислењето на господинот Стоичов. Прво да го слушнеме гледачот, веројатно има прашање конкретно. Добар ден. Ало, добар ден. Повторно од Берово Гордано. Значи засегната сум од одговорот од господинот судија. Вака, јас сум 15 години астматичар со хронична обструктивна болест, ХТА со 200-130 притисок. Значи имам поднесувано во Комисијата за инвалидска пензија. Најпрви не имав решение со намалена работна способност и
на вакво работно место со запрашливост, со хемиски иританци, да не работам. Не ме промена не ми дадоа, туку технолошки со една година да земам технолошки вишок и сега сум со 19 години стаж, без работа и без пари, без инвалидска. На инвалидска имам одено комисија најмалку 10 пати. Последното решение, кога ми го испратија, ме пишува способна за работа. Значи вака, ние не сме глупи, ако сме болни. Тие пред неколку години што зедоа здрави, пензии со пари, сега ние болните, вистински болни, немаме право за инвалидска пензија да се лечи. Така, значи вие сте ги... Јас треба да идам најмалку 3 пати во годината, да се лечам, да примам терапија, по 20-30 дена имам документи колку сакаат да видат. Така, значи практично вие сте ги исцрпеле сите можности, се поднесувале секакви барања. На која возраст сте сега? Јас сум 50 години. Така, еве да се значи, обидеме. Значи од 30 години сум нон-стоп и лекарите се чудат како не ми даваат инвалидска пензија. Така, добро, благодарам на јавањето. Имаме ли нешто конкретно за господјата? Каде може да се обрати ако толку пати била одбивана? Таа спомна дека има намалена работна способност, што значи дека кај неа има и преостаната работна способност. Значи, бидејќи да на тие години досега можел да ако има целосно загубена работна способност, тога да биде пензионирана, да добие инвалидска пензија. Во конкретниот случај, бидејќи има намалена работна способност, има други можности да се оствари право на прераспоредување на друго работно место или право на преквалификација или доквалификација. Меѓутоа, тие со истекот на 50 годишна возраст се значи овие права на преквалификација и доквалификација се остваруваат до тогаш, затоа после навршувањето на тие години полесно може да се оствари пензија. Тоа треба да обнови. Нормално и со нова медицинска документација ќе го обнови барањето за инвалидска пензија. Така, овде забележувам дека практично е повеќе некој револт затоа што имало неправилности во издавањето на инвалидски пензии, но знам дека имаше одредена акција, имаше хапсења во врска со тоа, така што се надевам дека регуларно оди сега сето тоа. Ново јавување, добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Може ли во програма? Во програма сте, да, повелете. Добар ден. Се јавуваме од Пешчево. Ало? Да, ве слушаме. Не слушајте на телевизорот, слушајте не во слушалка за да не ви касни звукот. Да. Не збунува. Ајде, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден. Се јавуваме од Пешчево. Добро. Еве, слушам. Намалете го само од звукот на телевизорот и се ќе биде вред. Слушајте не во слушалка. Сум оперирана, поздрав многу до студиото. Сум оперирана од Ќе се разбереме на крај, нема проблем. Сум оперирана од кичма. Добро. Сум со помош на дубак, сум помош на штака, не можам да се движам, уште сум во кревет, помош имам од сопругот мој, исто испратив за туѓа нега, во Штип комисијата ми одобри и од Скопје ми го одобрија, а во Берово социјалното не одби. Не ми е јасно зошто ме одбија со тие јаки болки и инвалида, се уште не можам да одам. Бев за Скопје 3 пати на контрола, што ме кошта по 50 евра пат, натаму и наваму, што не можам да патувам со автобус, морам со кола и во количка да ме однесат до местото кај што треба. Така, значи забележувате зошто
повисоки инстанции одлучиле социјални работи во Берово одбиле. Господин Стоичов, не ли се строго јасно определени рамките во кои се движи, критериумите, како се доделува инвалидска пензија? И ова е прекршување. Има некое недоразбирање тука. Центарот за социјални грижи го респектира наодот од комисијата. И одлуката на Центарот мора да биде во согласност со наодот од комисијата. Така да не е можно лекарската комисија, стручна комисија, да одобрила да одбие Центарот да одбие барање. Не може, затоа Центарот не е стручен орган, медицински орган, затоа се да наоддава стручна комисија, а Центарот само донесува решение со кое констатира дека комисијата дава позитивен. Не може да смени нешто. Не може да смени. Не може да смени. Така. Некој недоразбирање има. Нешто или да го вклучиме гледачот. Да, јас накратко, значи еден од оние закони кои што ги влошија, односно примената на новите закони, брзите, неподготвени, недобро подготвени закони влијаат на правото на здравје. Еден од таквите закони е законот за туѓа нега и законот за мобилност. Господјата ја разбираме и потполно е во право, се случува на првата комисија во Штип да добие позитивно мислење, на второто исто така кај што се препраќа и на крај Министерството врз основа на сопствена крајна комисија да донесе негативен наод и врз основа на тој негативен наод Центарот за социјални грижи да изготви негативно решение. Што е уште полошо? Самото лице покрај транспортните трошци што ги има од Пехчево до Штип, дополнително треба да плати и 1300 денари да плати за да може да и биде обезбедена комисија. Понатаму треба да плати 500 денари на матичниот лекар и сите овие трошоци и на крај да биде оштетена. За жал, наместо да биде достапна уште повеќе туѓата нега пред се од причини што во Источна Македонија или во крајниот исток останаа многу постари и по-неизнемоштени луѓе, овој критериум се заостри, а остварувањето на туѓа нега стана уште поригорозно и понедостапно како право на здравје, а се третира во рамките на социјалната заштита. И работа за вашата невладина организација. За жал. Така. Во секој случај, ова што го Зоки кажа, крајната комисија при Министерството за труд и социјална политика која дава своје мислење, доколку постои разлика во наодите, стручните наоди на претходните комисии и комисијата при Министерството за труд и социјална политика задолжително мора да се комисијата да изврши и преглед на лицето. Не може само да врз основа на таа документација без да го повика лицето, да изврши преглед и да се рачи во што е несогласувањето на наодите. Така, за боледување се вршат прегледи, камоли за вакви болести. Ајде уште еден гледач пред вториот блок на реклами да слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Тој велете. Јавува се гледач од Кочани. Сакаме да прашаме. Имаме болест мултиплет склероза. Имаме работен стаж, имаме 11 години, а сме на возраст од 42 години. Дали не следува пензија или некоја друга помош? Мултиплекс склероза, 42 години, 11 години работен стаж. Навистина, значи многу ова повеќе задира во правото на одработни односи и пензија и веројатно таму ќе можеме да разговараме. Господин Стичов, какви се одредбите законски во овој поглед? Мислам дека законот за работни односи и за пензионирање го регулира се. Да. Има ли поврзаност болестите, одредени болести со можноста да се отиде порано во пензија? Апсолутно има. Така, значи законот тоа го предвидува. Да. Инвалидска пензија доколку, али пак зависи од медицинската документација, од тежината на болест. Така, значи конкретно различно работоспособноста, дали ја загубил целосно работната способност или е намалена работна способност и така. Така. Режија, дали треба да одиме веќе со вториот блок на реклами? Претпоставувам дека да, и да се вратиме
во последниот. Имаме гледач. Да, ќе го сочекаме гледачот во секој случај, имаат предност гледачите. Очигледно дека имаат многу проблеми, но мора да се согласиме дека и поврзани се со здравството. Го вклучуваме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Господине, се јавувам од Берово. Добро. До господинот само не знам како пензија ли е тамо со вратоврската. Така судија во пензија, добро? Да. Ја имам дете. Уствари двајца синови имам со сколиоза. Ме слушате? Да, ве слушаме, добро? Добро. Ќе го навалам телевизорот уште малку. Добро, ве слушаме, ни е одлично, не е проблем. Добро. Имам двајца синови со сколиоза. Вработен беше у комунално у Берово. Ало, слушате? Да, одлично ве слушаме. Добро. Вработен беше една година у комунално у Берово. Зимаше ова надокнада како за инвалидизација, не знам како се викаше. Сега, он сгреши нешто, па 5 години оде у Штип у затвор и му рекла дека нема право да го прима. Сега 2 години како е дошол од тамо и имам документи, првиот пат документите гласеше до 26 години, после на комисија се идеше у Скопје. Потоа одев на комисија у Скопје и доживотно му рекла оти може да ги прима ти пари. Инвалидизиран. Надаме за инвалидитет. Парите не ги даваат више. Да ми објасните, што е работата, како е работата? Можеме само да се обидеме да кажеме каде би можел да се обрати, бидејќи станува збор за Нема проблема, благодарам многу пријатно. Надаме за инвалидитет, очигледно некад треба да имаме емисија во која што ќе го повикаме и адвокати, правници, веројатно. Меѓутоа, како можеме да му помогнеме, каде треба да се обрати? Јас разбрав, надаме за инвалидитет, за неговиот син кој што бил во затвор, дали нешто менува ситуација? И тамо го добил инвалидитетот во затвор? Кажа дека ако се вратил прекинува дека веќе не добива, а дека требало да добива. Дали одењето во затвор? А пред тоа имал надоместок? Така, надоместок за инвалидитет, така го разбрав јас. Има ли поврзано с тоа доколку некој е осуден па оди во затвор? Не губи право. Тоа не може да изгуби право. Каде треба да се обратат луѓе овако загубиле право? Таму кај што го оствариле. Да, инвалидска комисија, шом инвалидитет, да мора да има наот од инвалидска комисија, да освен ако има промена сега, да речеме, подобрана состојба, али тоа пак мора со медицинска документација да се... Во вашата пракса како судија сте се среќавали ли со многу вакви случаи? Па, не, ради тоа што правата од пензијско и здравствено осигурување се остваруваат во управна постапка и завршуваат со управен спор пред управен суд. Така, а од повреда на право на добивање на здравствена заштита, бидејќи се чини дека тоа е најтешко да се дојде до право. Тоа се исто во управна постапка се остварува правата од здравствено осигурување. Во судска редовна кај редовните суди се остварува право за надоместок на штета само, доколку настане штета. Така, сосема јасно дека ќе треба и вашата помош ќе биде многу во поглед на тоа законските одредби, како може и невладините организации и граѓаните да се трудат да се подобруваат законските одредби. Во последниот дел од емисијата ќе се задржиме токму на тоа што треба, каде треба да се насочат напорите за да има што е можно помалку прекршување. Се враќаме веднаш по рекламите. Режи, одиме со вториот блок на реклами на некоја минута до 18 часот. Најниски цени во маркетите на Китго. Јогурт алпски 2 броја со гратис чаша 109 денари. Чадена свинска слајнена Глобус 285 денари. Пилешки паризер со кашкавал на мејн 93 денари. Пилешки виршли екстра перутина 1+1 гратис 40 денари. Зачин јумис 3+1 гратис 41 денар. Чоколадо Милка 38 денари. Типсо 900 мл со гратис Типсо 450 мл 77 денари. Течен детергент Первол 3 литри 289 денари. Маркети Китго.
Ви гледате само кацика да си најдете померка. А за моторчиња имаме колку што сакаш. Према човека, од мали до големи. Чопери, скрос мотори, АТВ, УТВ, точаци, велосипеди, моторчиња, скутерчиња и за сек случај моторчиња. Трупчето е гратис. Хамачи. Отворен е првиот агроцентар во Република Македонија на 2 локации во Штип, наскоро и во Свети Николе, каде има се за успешна земјоделска приказна, каде може да се снабдите со квалитетна земјоделска механизација, квалитетен семенски материјал, ѓубрива и препарати за поголеми и поквалитетни приноси. По повод отварањето голем попуст на следниве артикли. Ваш сигурен партнер Агро 9 километар. Најдобрите и најквалитетни ламинатни подови набавете ги само од Мегапод. Познати производители, огромни гаранции и избор од кој боли глава. Мегапод, позади гимназијата Славчо Стојменски. Ние газиме со стил, а вие? Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте не. Најново во Алпан. Сега со уште поголем квалитет на вашите прозори со нова CNC технологија од веќе за вас добро познатиот бренд Рехау. Со 5-коморни и 6-коморниот профил Рехау Генеа. Застаклени со најквалитетниот термопан стакло, прозирно 4 сезони. Вистинскиот квалитет го имате кај нас. Повелете и уверете се. Алпан, за мир во вашиот дом. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Секогаш нови идеи за изгледот на вашите тоалети и купатил. Плочки, санитарија, туш кабини, кади и ламинат. Изберете од Евромаркет 2002. Евромаркет, над автобуската станица во Штип. Вашето решение за сите дилеми. Нова колекција на Цицибан во салоните на Пеко. Супер бренд на годината. Пакет Маркет, најевтино во целиот град. Виолета влажни марамчиња 59 денари. Детергент Дуел 3 кг 199 денари. Царска сланина 1 кг 299 денари. Викенд шунка 1 кг 155 денари. Кулен пекабеско 1 кг 389 денари. Амадори виршло 100 грама 15 денари. Супа подравка 16 денари. Малиција купка 123 денари. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Само 5-6 минути од денешното издание на Што мисли народот, да ги заокружиме со она што го имаме како активности на КХАМ и она што е новата помош и од искуството како судија на господин Стоичов, како и на други луѓе кои што помагаат. Значи соработка на невладиниот сектор заедно со граѓани, кој што би требало да се покаже како успешно. Работите, Зоран, и на други активности, односно на полиња во кои што се демонстрира често пати кршењето на правата на пациентите, неможноста да дојдат до здравствена заштита. Кои се тие полиња? Имаме превентивните здравствени програми, колку тие се достапни на граѓаните, законите, колку имаме таму прекршување и каква е состојбата?
Така, во рамки на здравствената програма на невладината организација КХАМ, која што е од друга страна поддржана од Фондација Отворено општество Македонија, ние вршиме мониторинг на скрининг програмата на рак на грло на матка кај жената и исто така вршиме мониторинг на спроведување на програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца. Од она што можевме да видиме согласно скрининго, се гледа дека искористеноста на скринингот, кој што исто така многу кошта, кај жената ромка е само 15%, а кај жената македонка е негде околу 25 до 30%. Ако го земеме европскиот просек, да речеме Норвешка има 87% на искористеност на скрининг, што значи превентива од заболување на рак, што е многу лоша и опака болест, можеме да кажеме дека всушност имаме фрлени пари. Кои се главните причини? Гледаме дека всушност незаконското наплаќање од страна на гинеколозите, недоволното приближување на самата програма до граѓаните, односно за нивните права, на колку време треба да посетуваат, достапност, односно поставувањето на покани на ниско ниво, значи програмите се многу малку искористени. Од друга страна, ако земеме програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца, каде што имаме низа активности или главни активности за поттикнување на имунизација кај децата роми, ќе видиме дека и ден денес не се дели едукативен материјал, буџетирани средства. Не се вршат посети согласно програмата, односно се уште не се вршат доволно буџетирани средства. Сега, со воведувањето на поливалентната вакцина, верувајте, во здравствените домови нема брошури како се користи поливалентната вакцина и како ќе се применува. Нема нов календар на вакцинација, не се вршат едукативни настани. Сето тоа е буџетирано. Сето тоа оди на штета на најмаргиналните и најзагрозените целни групи во Република Македонија. Од друга страна се донесуваат брзоплети закони, се донесуваат законски решенија преку ноќ. Еве еден штетен закон кој што ќе го кажам. Во јануари месец 2015 година се донесува правилник во рамките на Законот за социјална заштита со кој се дозволува да се врши надзор на парите пристигнати преку брз трансфер на банките, како Western Union и други, при што за одредена сума над 70.000 денари им се укинува на луѓето социјалната помош. Добро, во ред. Од кога почнува практика? Практиката почнува за период 2013 и 2014. Па господине судија, ретроактивно, колку е согласно уставот, ова е неуставно. Како може државата да донесува закони кои што се спротивни на уставот, а ние сите ги уредуваме нашите закони или нашиот стил на живење или своите права согласно уставот на Република Македонија. Дефинитивно ни е спротивно на уставот некој закон да важи ретроактивно или може ако донесат да кажат ќе важи ретроактивно и ќе важи? Може единствено ако биде во корист на граѓаните. И тоа се работи за штета на граѓаните. Така. Со уставот е забрането ретроактивно дејство на законите и другите прописи. И во конкретниот случај јас сватив дека се работи за ретроактивно дејство на правилникот што го донел министерот. Да, со тој правилник се воведува уште еден критериум за остварување на правото на парична социјална помош, а тоа е да ако корисникот примил парични средства преку брз трансфер на пари во износ од над 50 беше илјади, па зголемено со измени на 70.000, што во претходниот правилник таков критериум не постоеше. Сега и луѓето одреден број на граѓани оствариле такво право, со измените на правилникот е донесе решение за престанок на тоа право. Правилникот е донесен во јануари 2015 година и во преодните одредби стои дека стапува во сила наредниот ден по објавувањето. А фактички, според ваше кажување, се земаат во предвид трансферите исплатени во претходните години. Значи, фактички, не се работи за ретроактивно дејство на прописот, во конкретниот случај правилникот, туку ретроактивна примена на тој правилник од страна на службите.
И што е најтрагично, на тој начин се упропастени или се одбиени за социјална помош 1150 семејства. Со тоа се намалува бројката на социјални корисници, дел од нив добија и решенија дури да ги вратат и за претходниот период средствата, така да воопшто нема ни прашање дали тие пари ги искористиле за лекување. Иако рековме дека за лекување во странство максимум се плаќа 200 евра, како може преку национални телевизии да се собираат пари за кои, не се плаќа ни персонален данок, или се собираат пари на рака, или некој донира. Што правите како ХАМ и што можете да направите со тоа да привршиме полека? Значи, она што ќе го прави ХАМ во следниот период, бидејќи во периодот досега прибиравме податоци од терен, се обидувавме и помагавме со директни сервиси на заедницата, сега она кон што ќе послужиме во наредниот период тоа најпрво ќе биде организирање на петиција, ќе започнеме од ромската заедница пред се за доследна имплементација на сите активности кои се предвидени во програмите да се однесуваат на роми. Понатаму ќе организираме втора петиција која што ќе се однесува на сите граѓани без обзир на пол, националност, етничка припадност или било што, за да бараме толкување од страна на Уставниот суд за законот за брз трансфер на пари или за укинување на правилникот или негово одложување. Токму заради тоа со нас соработник ќе биде судијата да ни помогне околу подготвување на тие представки и тие петиции. Ќе бараме исто така да се олесни пристапот за добивање на туѓа нега, за добивање на мобилност, затоа што на овој начин многу граѓани се ставаат во социјален ризик и не можат да го остварат правото на здравје. Ќе бараме исто така промена во законот за социјално, односно за здравствено осигурување, каде што по принципот 4600 денари за едно семејство што е корисник на социјална помош да влегуваат тогаш тука и лекарствата што ги купуваат, и апчињата, и терапиите, и транспортот. Се друго да биде на терет на државата, затоа што тој закон за права на пациенти е донесен декларативно, а треба да обезбеди еднаков пристап за сите граѓани, еднаков квалитет за сите. Ако сакаме, некој смета дека може и заслужува и треба, слободно нека иде во Систина, Ремедика и каде и да е. Ја немам чуено на ниту еден наш голем државник, политичар, пратеник или што е да е, дека нивните сопруги се породуваат на државна болница или во Штип, или во Кочини, или каде и да е. Нивните жени одат на некое друго место. Граѓаните треба да добијат достоинствена и квалитетна здравствена заштита. За повисоки стандарди нека бидат тие здравствени уживатели. Меѓутоа, ние ќе се залагаме, ние ќе бараме и ние сме сигурни дека со капацитетот кој што го креираме, ќе адресираме прашања, ќе бидеме гласни, нема да молчиме, се во интерес на обичниот граѓанин кој што не може да го оствари своето право на здраве. И господин Стоичов, со вас ќе завршиме. Кој е вашиот мотив да се приклучите на ваква активност? Дали верувате во моќта на граѓанските невладините организации заедно со граѓаните да ги менуваат нештата, бидејќи некако се чини дека оваа држава како до крај да не се сака да се дозволи да го има тоа влијание, туку да ги има граѓанските организации само за да се каже дека ги има. Верувате ли во моќта дека ќе се смени тоа, дека ќе имаат големо влијание и ќе менуваат нешто? Мислам дека со текот на времето овие граѓанските здруженија како слободни асоцијации на граѓаните ќе добијат во тежина. Поготово вакви кога се работи за остварување на мощни, значајни, витални прашања за човекот, здравјето, социјалата и така, осетливи прашања. И тука улогата на овие општествени организации е прво и да се запознае луѓето, да си ги знаат своите права како предуслов за да можат и да бараат нивно остварување. Да знаат што да бараат. А улогата на државата и на незините служби е да ја олеснат постапката за оние кои ги исполнуваат условите за остварување на тие права да ги остварат без посебни малтретирања, и отежнати постапки, да. Така. Јас се надам дека и ние со оваа емисија придонесовме барем малку за подигање на свеста од потребата и за граѓанското активирање и за да се размислува малку повеќе за да се почитуваат правата и на пациентите и на граѓаните воопшто. Ви благодарам многу за гостувањето во нашата емисија. Благодарам многу за отстапениот простор. Тоа беше најновото издание на Што мисли народот на телевизија Стар. Слушнавте активности кои што ги води невладината организација КХАМ,
вклучување на граѓаните со искуство кои што можат да помогнат, се со цел да бидеме колку може повеќе активни во барањето на решенија за проблемите. Таа добрата стара имам решение за секој проблем, некој ја преформулира во имам проблем за секој решение. Треба да го напуштиме тој концепт. Благодарам на соработката, се гледаме утре со ново издание на Што мисли народот.